Добро дојдовте. Еве не повтор пат. Овие 2 месеца и нешто, ако не се лажам, во театарските простории на Домот на културата Иван Мазов Климе. Се видовме еднаш и ја информиравме јавност за почетокот на нов театарски проект и финишираме. Денес е среда 20 јуни, утре вечер во 20 часот е премиера на овој најнов проект. Како што најавивме, се работи за еден современ, актуелен текст, но тоа ќе го оставам вие да го склопите во вашите репортажи за емисиите. Јас вака накратко почнавме со една многу посериозна работа, односно пристап кон театарот, бидејќи следната година е 90 години од постоење на театар во Кавадарци. Ќе чекориме со забрзано темпо со повеќе и квалитетни проекти за различна возрастна публика, жанровски различни, се со цел за неколку сезони да доприме едно ниво на, се надевам, професионализација. За тоа толку конкретно да кажем дека оваа театарска представа Ужасите предизвикани од пасивното пушење е проект на театарот при Домот на културата во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, со надеж дека следните ќе ги потпомага повеќе и Министерството за култура на Република Македонија во истиот контекст што пред малку го реков, нели? На подигнување на квалитетот на театарското ниво, на театарскиот живот во Кавадарци. Актерската екипа е тука, речиси комплетна. Мене ми останува само две работи, да се благодарам на цел тим и овој актерски, на гостинот режисер Јордан Витанов, на сите вработени во Домот на културата, кои што максимално овие 60 на 70 дена се вложија себе си во овој проект. И втората работа е да ја поканам, се разбира, публиката, ќе кажам само динамика, утре вечер премиера, сабота 23 и идниот четврток 28, ако не се лажам, се првите репризи. И уште два збора, ако ми дозволите, јули месец крај ова представа гостува во Албанија, крај на август месец гостува во Србија, понатаму ќе си го има својот редовен живот, се надевам, со голем број на репризи на матичната сцена и со гостување во нашата земја. Апропо генерацијските овие приказни на Љупчо до мене, мора да го кажам ова и во контекст на екипирањето, бидејќи театарот пред се го прават актерите, нели? Покрај сите други повеќе или помалку важни придружни работи што го чинат театарот, пред се актерите. Значи, ова екипа е тука, е и подмладена и веќе со искуство. Тука ни е и Микица веќе како едно засилување у тој актерски дел, но од пред месец и пол-два имаме наша актерка дипломирана, една од понадежните од новата генерација актерки од ФДУ, така да од есен до следниот проект ја очекуваме да се врати на помош на матичната куќа, вака во наводници, Душица, јави се. Ќе се видиме утре вечер, веројатно. Еве дојде и овој за нас толку очекуван ден, денот на премиера на оваа представа која ја најавивме пред 2 месеца. Интензивно работевме овде во Кавадаречкиот театар. 2 месеца, јас и моите колеги. Чувствувам малку возбуда, трема, не секојдневна, и покрај тоа што имам над 120-30 представи одиграно, нешто режирано. Има ова представа некој еден сентимент кој е врзан само за мене и не е за во јавност, и тој ми дава таков мал еден немир и исчекување. Се на се, сума сумарум, кој ќе земеме, јас сум многу задоволен од целиот овој процес и од резултатот, што е особено важно. Се надевам дека кавадаречката публика со задоволство ќе ја гледа и ќе ужива во оваа шармантна комедија, полна со неочекувани
пресврти, убави вербални диалози, сценски решенија, дизајнерски решенија на ниво на костимографија, сценографија, музика, значи една комплетна логистичка или продуцентска подлога. Морам најпрво да се заблагодарам значи на продукцијата, во овој случај Домот на култура Иван Мазов Климе од Кавадарци, директорот Александар Малинков, што има сенс и трпение да овозможи оваа представа да се реализира на сцената на Кавадаречкиот театар. И да се заблагодарам значи на колегите кои ме изтрпеа 2 месеци. Да се заблагодарам особено на моите двајца помлади колеги кои се за мене едно убаво позитивно изненадување на креативен план. Не очекував дека до таму можеме да стигнеме. Тоа се Видан Станоев и Диме Боцев. Со Диме Коцевски сум работел 2 представи, го знам, значи тој ја игра главната улога, во случајов Атанас. Како што спомнав, Видан Станоев, Диме Боцев и доаѓените на Кавадаречкиот театар Љупчо Настов и Коле Колев, Зезо. Ќе упатам уште еднаш искрени пофалби и честитки до моите помлади колеги, очекувам да ги следи една убава блескава кариера, се надевам и професионална, без разлика што тие како професионална подготовка немаат официјалната школа, но она што ќе го видите на сцената утре вечер во наредните репризи, ќе ги легитимира без остаток како големи таленти, потенцијали кои Кавадаречкиот театар во иднина се надевам дека паметно ќе ги искористи. Да се заблагодарам до носителот на главната улога Диме Коцевски, кој со голема посвета, внимание, влезе без остаток во овој проект. Значи, тоа е од ова куртуазна страна, јас и моите колеги, што сработивме. Сега малку сакам да кажам дека оваа представа, јас лично ја доживам, бидејќи ми е ова трета соработка со Кавадаречкиот театар, како една представа која ќе овозможи интерес кај луѓето, факторите, од градоначалник, совет на општина, по и некои повисоки инстанции како Министерство за култура држава, да ја согледаат потребата од постоење на една професионална трупа овде во Кавадарци, која не може да се изгради од една представа и од еден проект, туку перманентно, грижливо, со многу внимание, нервози, сомнежи, може да се изгради. Кавадарци е град со убава љубопитност спрема уметноста и сметам дека заслужува да држи една убава професионална трупа во рамките на Домот на култура. Да ги дигне професионалните технички и продукцијски стандарди, односот према представите и воопшто према појавата театар. Како што спомнаа, до година 90 години е театарска дејност во разни форми во Кавадарци, што своја продукција, што гостување на други трупи, театри и така натаму. Значи, ова е моја топла препорака до моите колеги овде во Кавадарци, особено до љубопитната публика и до луѓето кои го сакаат театарот и уметноста, да го поддржат, да ја поддржат таа идеја за да се создаде еден убав професионален театар кој ќе служи на општо задоволство на сите граѓани, а особено на младите генерации кои допрва стигнуваат од најмалите возрасти па до нас повозрастните. Уште еднаш, значи, сакам да се заблагодарам на целиот креативен тим. Тука има уште неколку луѓе кои не ги спомнавме, кои беа дел од овој процес, тоа се Микица и Благица, кои не изтрпеа просто со сите наши херои овде 2 месеци. Не знам што би било интересно уште за да се каже за представата, значи уште еднаш најтопло ја препорачувам на кавадаречката публика да дојде, да ја одгледа со внимание и критично се разбира, доколку има нешто да каже околу представата, за темата, за реализацијата, за актерската игра, за режијата, за сите димензии на представата. Ние сме отворени, има денеска барем медиуми од овие социјални димензии до портали кај што ќе можеме да ги ја искоментираме, ама отворено, вака со чисто срце и со без озлобеност.
Требаше да спомнам и колешката Валентина Ѓорѓиевска, така? Да, Ѓорѓиево. Ѓорѓиево. Нешто така. И таа е дел од оваа актерската екипа, со една мала епизодна улога, но сепак е дел. Се извинувам еве да потенцираме уште еднаш дека и таа е дел од екипата. Кажа Јордан ели дека сме го нисме го трпеле него 2 месеца. Не, ја мислам дека обратно, он не трпеше нас 2 месеца. Она која така еден човек нас не се качуваше на главата на 5-6 души, него сам му се качуваме на главата. Со какви имам работено мила мајка сте ги. Вака, значи, јас само да се надоврзам, меѓу другото, на таа тема што ја начнаме тие 90 години театар во Кавадарци и да одиме малце по малце кон тој полупрофесионализам или професионализам на театарот. Екипа, есенцијата на екипата имаме. Имаме луѓе кои што сакат да го спроведат тоа на дело. Не треба, значи, само уште неколку актери кои што ќе се надоврзат на таа екипа, кои што ќе станат дел од таа екипа. Треба технички персонал нешто и се разбира, нели, да се доопреме самиот театар и потоа е лесно, значи тоа сепак на крајот, нели, го оставаме на сенсот на градските власти, а и на Министерството за култура, како што каже директорот. За представата. Представата и јас исто, како и директорот и како режисерот, топло ја препорачувам на кавадарчани. Јако кавадарчани, еве, според од тоа откако почнаме, еве, само 2 дена рекламираме веќе представата, кога ќе испадне премиерата и првите репризи. Само јас имам преку 100 пораки и на Facebook и на телефонот за резервирање на карти, значи интересот уште сега голем, интересот ќе стане уште поголем од кога ќе се изгледа представата, значи тие луѓе што ќе изгледат представата, знам дека ќе почнат да ја препорачуваат, затоа што представата има една многу чудна, интересна топлина, има една многу тема страшно убава и страшно актуелна за денешно време, која што уште повеќе дополнително ќе ја загудишка, ќе ја заголица публиката, а со самото тоа, нели, ќе ни даде и нас еден мотив и еден поттик плюс да одиграеме шо подобро. Ништо уште еднаш, нема да зборам за ликот ќе го оставам да го оцените вие, да го процените вие како публика. Особено мене ми е неизмерно убав лик, ми беше голем предизвик ми беше да го одигравам овој лик, многу комплексен лик кој што на крајот, нели, на краиштата, на крајот од денот, на крајот од представата, има една своја многу убава нишка, која што, пак ќе кажам, публиката веројатно ќе ја забележи. Четврток, односно утре премиера, сабота прва реприза, четврток 28 втора реприза, билетите ќе бидат 2 сата пред представа пуштени во продажба. Кој сака да гледа предобра представа, бујрумте, тоа е. Може би се приметува, сите сме малку оште во грч под некоја пресија, меѓутоа за тоа што до сега се случуваше, можам да кажам дека ретко до сега во една пријатна атмосфера, со една техничка поддршка комплетна од, нели, матичната куќа од Домот на културата, со една многу професионална и многу сериозен пристап од режисерот Јордан Витанов, посебна благодарност до него. Една атмосфера за работа во која се почитуваше, мислам, од А до Ш буквално се. За мене едно многу пријатно чувство, работа со прв пат се најдов сам со моите помлади колеги и право да ви кажам, се чувствував некако обратно од тоа што беше до сега.
почнав ја да ги бркам нив, да се плашам од нив, да внимавам, не можев да им го стигнам темпото. Меѓутоа за мене тоа е едно убаво чувство, пријатно. Што друго не останува още да дочекаме премиерата, да изиграеме, фала Богу, така како што сите очекуваме. Се надевам дека публиката ќе ја прифане. За представата кажа сите дека е нешто модерно, актуелно, секојдневно, денешно. Па со Господ напред, нека не е со среќа. За представата многу за ликовите нема да зборуиме, само една покана до сите што сака да погледнат представата, а ги има многу. И една благодарност што и до режисерот и до актерите, што ете си најдов некое место у оваа група, затоа што кажев и на првата пресконференција, кај беше дека кој знае како ќе биде на тие што ќе се тепат надвор за карта. Знам уште сега како оде муабетот за карти че има, че нема, дај ти најди ми, не, вие че ми најде мене, не од ваму че најдем. Интерес дека има. Поголема нетрпеливост дури имаше и кај нас, што ние двај чекаме да ја спремаме, да ја дадиме. Ајде, сега, бе, ајде, нели сме готови, готови сме. Али добро, како и да е, стигнаме до крајот. Тешко, многу тешко што викат, ама стигнаме. И мислам дека направиме една многу убава работа. Премиера утре, у 20 часот, прва реприза сабота, наредниот четврток на 28 исто така, во 20 часот втора реприза. Сите што се желни, а ги има многу знам, слободно може да дојдат да погледнат представата, па после тоа да искоментираме кој шо и како.